Алијанса влегува, алтернатива излегува. Неофицијално се подготвуваат промени во владината коалиција. Премиерот ќе го шутне сегашниот партнер и неговите три пратеници за да ги добие 8-те на Арбен Таравари. Според информациите, вкусно изгледа колачот кој ќе го добие Алијанса за албанците. Ќе добијат 4 министерски места во правда, здравство, информатичко општество и министер без ресор за дијаспора. Ќе добијат 2 заменик министерски, но и атрактивни директорски. Полените на Таравари ќе раководат со МЕПСО, ПИОМ, АД Железници, Управата за матични книги, Агенцијата за странски инвестиции, Инфективната клиника, како и Управата за заштита на културното наследство. Градоначалникот на Гостивар побарал директори во Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Просветниот инспекторат, но засега нова не се согласиле СДСМ и ДУИ. Иако и коалициониот партнер во власта Павле Трајанов кажа дека 8 пратеници чекале да влезат во власта, од таму велат немало никакви разговори. Во моментов владата функционира со мнозинство од 64 пратеници. Тоа беше потврдено со изборот на новиот министер за локална самоуправа. Не сме имале разговори, а бидејќи премиерот предлага министри во владата во однос на реконструкцијата на владата. Така да се тоа што се пишува е во рамките на шпекулации. Арбен Таравари со сличен став како владата, за Алфа вели дека станувало збор за шпекулации, сепак остава отворен простор за разговори. Шпекулација е. Се уште не водиме разговори. А ако започнеме, тоа ќе биде транспарентно пред членството и пред јавноста. Ова е спротивно на она што го кажа пред неколку дена по лидерската, кога со неговата реторика наговести дека разговори сепак имало. Па нон-стоп, видите, може да биде тема на дискусија, меѓутоа денеска не зборувавме воопшто за тоа. Зборувавме за иднината на европската иднина на Македонија, воопшто не зборувавме за ново мнозинство. Доколку по евентуалниот влез на Алијанса во владата, сите други министерски места останат нечепнати, значи дека албанскиот политички блок добива едно министерско место повеќе на сметка на македонскиот. Партијата на Таравари од алтернатива ќе го добија здравство, од ДУИ информатичко општество, а од рацете на македонскиот политички блок ќе замине правда.